Како изгледа да ја сакате големата брзина, да не ви пречи бучавата што ја произведуваат моторите, да го држите цврсто воланот и кога асфалтот е врел и кога гумите се лизгаат на мократа патека. Во оваа прилика тоа ќе ни го раскаже најбрзиот млад картинг возач во Македонија Петар Богатиновски, кој на крајот од годинава ќе има прилика да се трка со најбрзите негови врсници од целиот свет. Благодарение на успешните настапи сезонава во Ротакс шампионатот од Централно-европската зона, Петар како прворангиран ќе ги одмери силите со шампионите во минимакс класата до 13 години во периодот од 11 до 18 декември. Картингот мора некако да дојде до патеките. Објасни ми сега што се имаме тука. Значи во приколката прво таму не стојат сите потребни работи за картингот и картингот. Во комбето, значи таму со него одиме по трките и исто така таму спијам бидејќи имам кревет. Сега само кратко ќе влеземе да видиме всушност каде одмараш, а потоа одиме на патека, важи? Важим. Ајде. Ова е за храна, место. Добро, сега влези си внатре и да ми покажеш каде легнуваш. На овој кревет јас спијам. Овој душе го употребуваме кога за татко ми спие доле и ќе го ставиме на долната површина и таму спијам. Пред да биде подготвено за тренинг или трка, возилото мора да претрпи финални проверки на гумите и работата на моторот, со цел возењето да биде целосно безбедно. Благодарение на искуството на татко му, пожртвуваноста и целосната поддршка од семејството, Петар досега многу пати застанал на пиедесталот. Првпат ја почувствувал тркачката возбуда на 6,5 годишна возраст во Белград во класата Бамбини. Сите следни сезони за него се успешни. Во 2017-та освојува 2 шампионати на Србија, бидејќи Македонија нема домашно картинг надпреварување. Во 2018-та е повторно шампион на Србија и вице-шампион на Централно-европската зона во Ротакс шампионатот. Блиску е до освојување на златната кацига во 2019-та, за која се потребни 3 последователни титули, но со ова признание не се закитува затоа што почнува да настапува со македонска лиценца. Истата сезона се надпреварува во домашниот шампионат, а го освојува ВСК шампионатот во Италија. Еве сме на картинг стазата, каде што вообичаено возачите доаѓаат подготвени, но во оваа прилика нас Петар ќе ни објасни што му е потребно и каква опрема мора да носи за да му биде дозволено соодветно и да се надпреварува. Петар, костимот го гледаме веќе и патиките, сега кажи ми што друго од опрема мораш на себе да носиш? Следното е бенџо, тоа е штитник за ребрата и тоа се обликува кај ребрата. Потоа следно е подкапата, таа ја штити голем дел од главата и го облакам на комбинезонот. Сега, уште еден штит за вратот. Тоа се става околу врат. И финално кацига мора, нели да си има? Има и нешто и друго. Ракавиците зошто мора да се носат? Ти помагаат за возењето да не се лизга воланот или? Воланот да не се лизга и доколку има нешто на патеката може да не удри во рацете и со тоа ќе го заштити. Дали е тешко да ги собереш сите овие бодови и да одиш на едно вакво големо надпреварување? Да, значи тешко беше бидејќи цел шампионат се водеше во другите држави. Прво не ни беше толку блиску. Значи не можевме например да отидеме да тренираме овој викенд, а следната трка е следниот викенд. И моравме, например, 2 дена пред школа да отсуствувам од школа и да одам на некој надпревар. Има ли некоја земја од каде што секогаш има силни надпреварувачи и добри возачи? Од секоја држава има бар по еден силен или брз возач. Во Словенија има, значи, во Словенија има, во Италија имаше многу брзи. На таа патека во Бахрейн не сум бил уште, но еве имам шанса да учествувам на таа трка. И таму ќе бидат сите
шампиони од цел свет. Зошто го одбра овој број? Па како мал многу го гледав филмот Lightning McQueen, многу го сакав и поради тоа, бидејќи он возеше 95 и по него ја возам 95. Hey, Lightning, you ready? Oh, yeah. Lightning's ready. Кој мислиш дека и од твоите најмногу се плаши или се кири или е возбуден кога Петар настапува и кога се надпревари? Мајка ми најмногу се плаши, секогаш највозбудена е. Дури на некои снимки не се слушаат картинците, моторите, туку повеќе она се слуша како вика. Да. Радува. Кога е сува патеката и кога има дожд, кога е мокро, колку се разликува твојата тактика, начинот на возење, ризиците, малку објасни ми што е различно. На сува патека не е толку ризично, бидејќи сепак многу е постабилен картингот и мали шанси има да излеташ од патеката, но на дожд мора и порано да се закочи и многу лизга картингот, не е стабилен така како што е на сува. Не е многу потешко, ја го сакам дождот повеќе од сува. Јас не сум уште возач, немам ни возачка дозвола. Мислиш дека, еве, например, прв пат кога ќе седнам да пробам да возам, би ми било тешко да го придвижам картингот? Па, картингот не е толку тежок за возење, но некои може да се плашат од брзото возење. Но ако вие седнете, верувам дека би биле добре, да. Колку најбрзо до сега си возел? Најбрзо 105 на час.